Време е да отидеме на терен и да излеземе надвор од студиото, поточно да се информираме каква е состојбата на протестот кој што започна утринава во 7:30, стоп за Вардариште, и она кое што го најавивме е дека се случува блокада на мостот Близнаци помеѓу општините Аеродром и Газибаба. Чекор кој што го превзема стоп за Вардариште, ова движење поради намањето слух на надлежните органи за барањата и се поголемото труење кое му се прави на овој народ. Марија, ја видовме и во утринските вести, а во продолжение повеќе информации за тоа каква е моментално состојбата на протестот. Марија, добро утро. Добро утро, Ивана. Токму така утринава започна движењето Стоп за Вардариште. Уште во 7 часот и 30 минути граѓаните, односно жителите на Ново Лисиче и Аеродром, излегува да го изразат своето незадоволство за сета она загаденост која со години наназад доаѓа од депонијата од Вардариште. Утринава заедно со нас е еден од присутните на овој мирен протест, загрижен граѓанин, жител на општината Аеродром, господин Зоран Стојковски. Да му посекаме добро утро. Добро утро. Само да знаете дека овде се и луѓе од општина Газибаба. Секоја вечер од денеска, исто така и од ова утро, прв пат сме 13 пат ја блокираме оваа раскрсница која што е помеѓу општините Аеродром и Газибаба. Тука ни е најблиску Вардариште, некаде на 800 метри почнува таа дива депонија, тоест веќе е дива затоа што во основа е донесена одлука пред многу години, пред десетици години да се затвори, но за жал оваа депонија не труе сите тие кои што живеат у околина, значи и во делот на маđари, и во делот на Аеродром, Ново Лисиче посебно. Ние сме сведоци не затоа што сега се случија пожари во последниве неколку недели или месеци, па сега интервентно или излегуваме, туку во основа ние сме тука затоа што нас Вардариште не труе со децении. Буквално не може да се диши навечер. Имаме деца, имаме стари лица, живееме ние тука како возрастни. Вардариште упорно не се решава. И тоа е она зашто се собираме. Сакаме да преку оваа блокада сакаме да дадеме предупредување дека ние како граѓани сакаме да се обрне внимание на овој голем проблем за сите нас. Може ли конкретно да кажеме како изгледало вашето секојдневие години наназад, односно дали ете може би имало некои здравствени ризици кои што сте ги почувствувале од самата загаденост која што доаѓа од оваа депонија? Знаете како, јас секој ден пешачам поред Вардар, едноставно мириса на изгорено, не можете да дишете. Сега со најновото нешто што беше пред 4 дена кога се запали и Дрисла, тој бран, бев сведок, вдишав воздух, не знае што се случува. Мене до ден денеска ме болат гради. Не можам да дишам, кашлам, имам најчесто сум окей со гради, значи искашлувам шлајм. И знаете, малку е безобразно кога од политичарите ќе слушнете дека вредностите не се алармантни, дека ова е некаков проблем кој што е се гледа визуелно, али во основа нема опасност. Луѓе, да не се лажеме. Институциите кои што се надлежни, им даваме доверба како граѓани да ги работите, да го менаџираат просторот. Зарем не може еден простор како што е Вардариште, после толку ветување или после такви информации дека ќе се реши, да не може да се реши со децении. Или пак, зарем треба сега да се случува ова што се случува со депонијата Трисла, слушнавме информации дека всушност сега владата го презема од град Скопје управувањето и веќе решението е да се даде на јавно-приватно партнерство. Значи, можеме да кажеме како граѓани дека најверојатно некоја друга игра стои за това, каде што ние како граѓани сме оштетени со нашето здравје и воопшто со нашите животи. Имам толку многу комшии кои што развија канцер во последниве години. Не е случајно. Дали сметате дека овие протести ќе направат на крајот од денот некакви
промени со оглед на тоа дека еве 13 пат сте поред. За денеска е најавен уште еден протест. Вака, ние всушност 13 ден е како што ја блокираме од 18 часот до 19 часот и последните 3-4 дена марширавме до општина Аеродром. Од денеска почнуваме и наутро за да од 7:30 до 8:30 за да всушност почнеме да стануваме проблем за да сватат надлежните дека треба да го решаваат проблемот, бидејќи имаме чувство дека едноставно не забележуваат и затоа имам апел. Значи ние немаме политичка агенда. Мислам, немаме партиска агенда. Ние сме граѓани кои што едино сакаме да живееме во животна средина која што е здрава, која што е чиста. Тоа е уставна категорија. Тоа е нешто што нас уставот ни го гарантира. За жал, знаете како, кога зборувате со многу мои комши лица овде во Ново Личе каде што живеам, сите се жалат на оваа состојба. За жал, дел од нив се уплашени да дојдат за да немаат консеквенции, за да не загубат работа, али во основа ние тоа сметаме, некаде максимум беше 1000 луѓе, денес има некои околу 150 луѓе овде наутро, што сметам дека е успех, но апсолутно е нешто кое што ние мораме да го продолжиме, бидејќи само на тој начин ќе имаме решение. Ви благодарам за одвоеното време. Фала ви вас. Ова е крајот на нашето линковско вклучување. Со овие информации го завршуваме истото. Овде некаде и крајот на ова движење на Стоп за Вардариште, но се разбира дека подетални информации ќе слушнете во идните информативни изданија со оглед на тоа дека е најавен протест и за во 18 часот.